Сексуалното вознемирување не е ретка појава, но сензитивноста на темата, ниското ниво на свест и нормализирањето на проблемот го прави сексуалното вознемирување табу тема, чие решение не е доволно достапно. Сексуалното вознемирување дефинирано како несакано внимание, физичко или вербално, врз жени и мажи, се среќава во сите сфери на општеството, па оттука и на универзитетите. Во ИТХ-бот НТВ во Скопје денеска беа презентирани наодите од истражувањето, перцепцијата и искуството на студентите при УКИМ со сексуално вознемирување. Истражувањето е спроведено од студентите на меѓународни интеркултурни студии во соработка со Сдруженијето Младински мировен хаб и Фондацијата Фридрих Еберт Скопје. Во истражувањето се опфатени над 300 студенти на факултетите на УКИМ, како и перцепции на професори на УКИМ. Денеска сме тука за промоција на истражувањето за перцепција и искуства со сексуално вознемирување при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Идејата за ова истражување потекна од студентите на меѓународни интеркултурни студии, поддржана од Фондацијата Фридрих Еберт Штифтунг. Зошто токму сексуално вознемирување на УКИМ? Ова е тема која претходно никогаш не е покриена од страна на истражувачите кај нас. Свесни сме дека е и како расширена и распространата низ нашиот универзитет и факултет, затоа што имавме неколку одлуки, судски одлуки, каде што беа најдени наоди за тоа дека одредени професори користеле форми на сексуално вознемирување како уцена на студентките, па затоа ова истражување имаше за цел да ја пробие таа стигма и сексуалното вознемирување да го направи помалку таму тема, со тоа што ќе имаме нели конечно и наоди и резултати кои укажуваат на која е реалната состојба кај нас. Клучните наоди од ова истражување не информираат и не даваат до знање дека дури 47,8% студенти кои одговориле дека биле во ситуација каде што биле кажувани сексуални шеги или шеги базирани на родови стереотипи од страна на некој колега или колешка. Еден од 4 студенти или околу 25% студенти одговориле дека биле исто така сведоци на споделување сексуални шеги или шеги базирани на родови стереотипи од страна на професори кои им предавале. Дури 88,5% од анкетираните студенти одговориле дека не знаат каде да пријават сексуално вознемирување, додека 1/4 од студентите кои доживеале сексуално вознемирување, исто така тие што доживеале не знаеле каде да пријават, затоа ни не пријавиле. Дури од друга страна на прашањето дали УКИМ ги штити студентите од сексуално вознемирување, дури 56% од студентите одговориле дека УКИМ воопшто не ги штити студентите и дека не чувствуваат безбедно на факултетот. И за крај големиот дел, односно сите студенти се согласуваат дека се потребни санкции, одредени казни за сторителите, заштита на анонимност при пријавување, како и водење евиденција и контрола на професорите и на студентите. Процентот на уцена или нудење сексуални услуги за успех или одредени привилегии е мал во процент, но не треба ни да постои всушност. Околу 5-6% се бројот на студентите кои што имале такво искуство, а далеку поголем бројот е на студентите кои што сведочили или им било кажано некоја шега базирана на родови стереотипи или сексуални шеги, кои што всушност е на некој начин суптилно вознемирување кое што е многу нормализирано во нашето општество, па дури се, да кажем, осмелуваат и професорите кои што се академски граѓани и се во академска околина да користат такви термини и такви фрази на студентите.